Со најновите информации за најважните случувања што го одбележаа денешниот ден во Полошко, започнуваме веднаш. Дел од родителите во Тетово решија денес да не ги пуштаат децата на училиште поради енормното загадување на воздухот. Ноќеска загадувањето достигна рекордни речисци 1000 микрограми отровни материи на метар кубен, или 20 пати повеќе од дозволеното. Дел од родителите денеска поради екстремно загадениот воздух не ги пуштија своите деца на училиште. Најавија дека понатаму ќе ја бойкотираат наставата, се додека властите не преземат конкретни мерки за намалување на аерозагадувањето во Тетово, каде ноќеска беа измерени 1000 микрограми PM10 честички, што е за 20 пати повеќе од дозволената вредност. Сакам да апелирам до сите граѓани, без разлика на националност, без разлика на политичка партија. Немаме време за дискусии и муабети. Се работи за животот на нашите деца, на нашите родители и сите нас. Не е во прашање дали ќе се разболиме. Сите ќе се разболиме, само во прашање кога ќе се разболиме. Граѓаните на разни начини се заштитуваат од аерозагадувањето, а невладините организации символично им нудеа тегли со чист воздух. Еве вака идеме по улица, запнати у нос, у уста, тоа е катастрофа. Никош тоа не било вакво. Не памтим, ја еве 70 години да било вакво. Кои ви се симптомите? Имате ли последици по здравје? Па со дишните патишта. Затоа и вака одим по пат. Ова е активност од страна на волонтерите на центарот Лоја, која е планирано пред неколку месеци, и со ова сакаме малку да ја подигнеме свеста кај граѓаните, кај институциите, кај сите надлежни што да преземаат нешто во врска со загадувањето и да се запре што повеќе загадувањето. Што преземате? Кои се вашите мерки конкретни? Па сега моментално ставаме fresh air points, каде што имаме некои тегли со роза внатре. Тоа е символично, каде граѓаните може да земат свеж воздух, зашто во Тетово го нема тоа. Здравствените работници, еколошките здруженија бараат општината да воведе вонредна состојба, целосно да го запре сообраќајот во центарот на градот и да донесе привремена забрана за работа на индустријските загадувачи. Ова е чисто елементарна погода, дури еколошка катастрофа може да се речи, jer ако чекаме да почнат како во своевремено во Лондон и реката Мејза и Донора да ни паѓаат луѓето на улица од затруеност, од фототоксична магла, и ако чекаме тогаш да се освестиме, навистина жалосно би било. Од Сдруженијето Екогерила вела дека досега ниту централните, ниту локалните власти не презеле соодветни мерки за намалување на аерозагадувањето во Тетово, каде деновиве ќе организираат протести и блокади на улици. Многу е срамно да за град под шара и за министерство значи министер од Тетово да биде еден од најзагадените градови во светот. Тоа е срамно, значи, и тој срам сите ние треба да го носиме додека не направиме ништо друго заради тоа. На Југором продолжува да му се гледа низ прсти, депонијата е се уште тука, јавен превоз немаме, значи се иде од лошо на полошо. И ова мора да престане негде. Ако властите, нашите надлежни, или централна или локална власт не разбираат на Од општина Тетово пак вела дека се спроведуваат мерки против загадениот воздух. Информираат дека булеварите се прскаат со калциум ацетат. Инспекцијскиот надзор врз загадувачите бил зголемен, а се работува на воведување на јавен превоз во градот. Една од мерките кои ги презед општина Тетово против аерозагадувањето е забрана на транситен сообраќај на тешки товарни возила во централното градско подрачје, но само на 100 метри од центарот на градот, по булеварот Благоја Тоска, слободно транзитираат шлепери и камиони. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Алармантното загадување на воздухот во Тетово повод за реакција на социјалдемократската младина на Тетово.
Социјалдемократската младина на Тетово изразува голема загриженост предизвикана од состојбата со загадувањето на нашиот град, како што се наведува во нивното соопштение до медиумите. Овие денови аерозагадувањето надминува и над 20 пати над дозволеното. Граѓаните го губат своето здравје. Користењето на автомобил во прилики кога треба да се пропешачи само 5 минути и греењето на остатоци од мебел и градежен шут во неможност да се користи квалитетно дрво за огрев кое е прескапо, исто како и струјата, се меѓу најголемите причини кои придонесуваат за ваква алармантна состојба. Градењето на секој чекор и тоа со сомнителен квалитет на материјалите, при тоа узурпирајќи ја секоја зелена површина и сечењето на многу стари дрвја, се уште еден фактор за тоа. Понатаму во соопштението на Социјалдемократската младина на Тетово се вели: бараме од надлежните воведување на итни мерки за ефикасно намалување на загадувањето, воведување на посебен режим на сообраќај по принципот пар-непар, забрана за движење на тешки товарни возила во централното градско подрачје. Меѓу лесно спроведливите мерки предлагаме и редовно секојдневно миење на улиците и тротоарите, кои што се уште се неисчистени од летните поплави и се извор на дополнителни загадувања. Бараме и одговорност од градските служби во чистењето на градот од ѓубре и припалење на депонијата. Недозволиво е и тотално игнорирање на проблемот од страна на градоначалникот на општина Тетово и од Министерството за животна средина и просторно планирање. Секако и Министерството за здравство има должна одговорност да спроведе остри и конкретни мерки, како и да го крене својот глас за поголема заштита на здравјето на жителите. На долг план апелираме кон што поскоро воведување на ред во урбанистичкиот хаос во градот и непланското градење, како и доведување ред во организацијата на целокупниот сообраќаен систем. Гасификација на градот, како и намалување на цените на дрвото и струјата би биле од витално значење за борбата за чист воздух. А кон почиста околина секако би придонело именување на навиките на жителите при непотребните користења на автомобилите, се вели во соопштението на Социјалдемократската младина на Тетово. Одговорните за зимско одржување на патиштата во Гостиварско ги заокружуваат подготовките за престојната сезона. Општината избра фирма која ќе го чисти снегот од градските улици и локалните патишта и издвои 6 милиони денари од буџетот за оваа намена. Регионалните и магистралните патни правци се во рацете на Македонија пат. Во очекување на првите пообилни снежни врнежи, надлежните на подрачјето на Гостивар ги заокружуваат подготовките за зимското одржување на улиците и патиштата. За улиците низ градот и локалните патишта одговорна е локалната самоуправа, додека за регионалните и магистрални патни правци Гостиварската секција на Македонија пат. Изминатиот период општина Гостивар ја заврши тендерската процедура и избра фирма која ќе се грижи за расчистување на снегот од коловозите. Договорот предвидува интервенциите на теренот да се одвиваат според потребите и временските услови. За зимско одржување сезонава локалната власт има издвоено 6 милиони денари од буџетот. Планирана е и набавка на 200 тони сол и песок за одржување при појава на мраз. Јавното предпријатие Македонија пат, освен своја механизација, ќе ангажира и специјални возила од други фирми. За спас од подмрзнување на регионалните и магистрални патни правци во Гостиварско, предвидени се 1000 тони сол и 3000 кубни метри песок. Оврска за чистење на снегот имаат и граѓаните и дуќанџиите, секој пред својот влез. За проводни тротоари пак треба да се погрижат екипите на јавното предпријатие Комуналец. Најавите на метеоролозите за периодов предвидуваат стабилно и суво време, а снег се очекува околу новогодишните празници. Тетовци имаат интерес за новогодишните празници да заминат на неколкудневно патување во странство. Туристичките агенции со интересни понуди за во државата, но и за во странство, со автобуски или авионски превоз. Помалку од 20 на дена неделата од највеселата ноќ во годината, веќе се прават и подготовките каде и со кого да се одбележи преминот од 2015 во 2016 година. Во домашна атмосфера или пак на некое патување, во родниот крај или пак во Златна Прага, вечниот Рим или во градот на светлината Париз. Од туристичките агенции велат дека за новогодишните празници најмногу сметка се води да се биде во друштво на семејството и најблиските. Интересни понуди има и за во државата, но и за во странство, со автобуски или авионски превоз. Во споредба со другите години нема некоја разлика голема. Повеќе интерес има за новогодишните празници. Луѓето покажуваат интерес за да патуват кај роднините во Европа
или спротивно тие што може да се вратат во родните краишта си доаѓат. За програмите што ги нудиме ние за нова година, интерес има, но не е да се рече некој голем интерес. Програмите што се нудат, има некои автобуски програми што се нудат со 2 или 3 до 4 ночевања, со автобуски превоз, има и некои програми со авионски превоз што се нудат. За програмите автобуски се нудат некои дестинации, например Истанбул, 2 ночевања од 105 евра се движат цените, Виена од 150 евра 2 ночевања, има Прага автобуска програма, исто така и Венеција. За авионските програми има програма што се нуди за Барселона, цената се движи некаде од 435 евра, исто така и Париз, 439 евра со авион, овие програми авионски се со 4 ноќевања. Внатре во Македонија се нудат некои програми за новогодишни вечера во Попова шапка, исто така во некои хотели во Струга и Охрид. Од туристичката агенција Евротурист, како интересни предлози за дочек на новата година, ги издвојуваат патувањата во Барселона, Париз, Виена и слично. Наш предлог е да им понудиме нашите програми, што ги нудиме. Многу убава програма е Барселона да се патува во ова време. Исто така и Виена е интересна програма автобуска, затоа што се посетуваат неколку места и интересни места. Одбројувањето до новата година започна, затоа доколку планирате да отпатувате некаде, направете избор за дестинација која ќе одговара на вашите можности, но и длабочината на џебот. На Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово денес се одржа форум за коегзистенција, на кој говореше Кристоф Чизевски. Форумот е организиран од Институтот Макс ван дер Штул во соработка со амбасадата на Полска во Скопје. Денешниот форум се организира по повод посетата на нашиот универзитет од страна на познатиот полски мислител и филозоф Кристоф Чижевски, кој што зборува за ethos of the borderland, за етосот или етиката на граничните зони. Тоест зборува за феноменот на изнаоѓањето на модусите за кооперација или градење на мостови помеѓу разните култури, разните цивилизации и така натаму, местата каде што се сретнуваат припадниците на разните етнички и религиозни групи. И мислам дека ова е многу важно, имајќи предвид дека ние веќе 25 години во периодот на транзиција живееме во една фаза на судири помеѓу тоа што се нарекува ние и тие, и се соочуваме исто така со негативната перцепција на другиот, на другоста и така натаму. Иако што во нашата историја Македонија представува една земја каде што со векови коегзистирале разни култури, разни цивилизации, каде што се сретнува истокот со западот и така натаму. I'm from the Borderland Foundation and Center Borderland of Arts, Cultures and Nations, which is dealing with bridging people on different borders. Јас сум од Фондацијата за граничен појас и Центарот граничен појас на уметноста, култури и нации, кој ги спојува луѓето од различни земји. Започнавме во Полска по 1989 година, работејќи во повеќе краеви на светот. И Македонија за нас е многу важна земја. На нашите состаноци тука ги споредуваме нашите искуства, ги учам луѓето да се спојуваат и да се соочуваат со проблемите, ги споделувам моите искуства. Каков начин, каков модел ќе направите заедно како две различни етнички заедници да не бидете раздвоени едни од други? Денес ќе зборувам и од глобален контекст, бидејќи сега сме многу поврзани, конектирани. За мене исто ќе биде значајно да стекнам одредени знаења и познавања од луѓето во Македонија и да ги споделувам моите. Длабоко верувам дека покрај оваа прва средба во иднина ќе продолжиме со активности. Ќе имаме и летна школа во универзитетот, а исто така ќе можам да поканам студенти во Полска на работилници. To our center and have workshops and continue this work in much longer perspective.
Свекрва пријавила во полиција дека психички и физички била малтретирана од незината сна. 26-годишна скопјанка излетала со автомобилот од автопатот Скопје-Тетово. 35-годишен тетовец бил приведен за издржување на казна затвор. Семејно насилство извршено од сна пријавила свекрвата. Како што соопшти СВР Тетово, 77-годишна тетовка вчера пријавила дека подолго време психички и физички била малтретирана од нејзината 42-годишна сна со која живеела во заеднички стан. На 10 овој месец во попладневните часови снаата физички ја нападнала, удирајќи ја со тупаници по главата и телото и нанела видливи повреди. Пријавената набрзо е повикана, разговарано е со неја и се преземаат мерки и активности за целосно расчистување на случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. 26-годишна скопјанка излетала со автомобилот од автопатот Скопје-Тетово. Како што соопшти СВР Тетово, вчера вечер околу 20 часот на автопатот Скопје-Тетово во непосредна близина на Добарскиот надвозник, патничко возило Opel Corsa со скопски регистарски таблици управувано од 26-годишна скопјанка поради неприлагодена брзина загубило контрола, излетело од коловозот и удрило во металната заштитна ограда. Од излетувањето здобила телесни повреди и веднаш е пренесена во Тетовската клиничка болница, а по укажаната помош пуштена е на домашно лекување. Извршени увити се расветлуваат причините и другите околности поврзани со излетувањето на возилото, кое причинило и оштетување на оградата во должина 20 метри. Од полицискиот билтен и информацијата за приведен 35-годишен тетовец за издржување на казна затвор. Вчера околу 14 часот во Тетово со соодветна судска наредба лишен од слобода е 35-годишен тетовец за издржување на вкупна затворска казна од 2 години и 5 месеци за кривично дело тешка кражба. По приведувањето и кусото задржување предаден е во казнено-поправната установа Идризово во Скопје. Кај угинато говедо во село Раовиќ, општина Сарај, утврдено е присуство на болеста антракс, соопшти Агенцијата за храна и ветеринарство. Угинатото животно под надзор на официјален ветеринар е спалено и нештетно одстрането, а фармата каде е пронајдено темелно е исчистена и дезинфицирана. Донесена е забрана за влез и излез на говеда од и во одгледувалиштето и нивна изолација, а спроведено е епидемиолошко испитување за утврдување на можниот извор на зараза. Случајот е детектиран минатиот месец при превентивна вакцинација против антракс на сите приемчиви видови животни. Говеда, овци, кози и коњи во село Раовиќ во општина Сарај. Последниот случај на појава на антракс во Македонија е евидентиран во 2009 година во Велешко. Антраксот е заразна болест, зооноза од која може да заболат сите домашни животни и која може да се пренесе и на луѓето. Бидејќи причинителот на оваа болест е бактерија која е екстремно резистентна на надворешни услови, истата може да опстане во почвата и по неколку години. Премиерот Никола Груевски вчера кога го давал својот исказ пред комисијата не одговорил на прашањата поврзани со содржините на бомбите, рече председателот на анкетната комисија Петре Шилегов. Македонската јавност заслужуваше да добие одговори за прислушуваните разговори објавени во бомбите. Затоа беше формирана анкетна комисија која требаше да ја утврди политичката одговорност, а на таков тип прашања ВМРО, ДПМН и Груевски не сакаат да се слушне јавниот одговор. И вчера имавме ситуација кога Груевски одби да одговори на прашањата поврзани со бомбите. Тој срам го маскираат со затворање на седниците кога немаат каде да бегаат или со реметење на седниците, рече Шилегов. Тој додаде дека веројатно затворено ќе биде и сведочењето на министерот за финансии Зоран Ставрески, кој треба пред комисијата да се појави в четврток, бидејќи како што рече и тој има што да скрие. Европската Унија и Србија ги почнаа преговорите за можно членство на таа земја во Унијата со отворањето на 2 од 35 поглавја што и се неопходни за исполнување на условите за тоа. Едното поглавје е во врска со нормализацијата на односите со Приштина, додека другото е за финансиската контрола. Србија доби статус на земја кандидат за Европската Унија во 2012 година. Ова е важен и голем ден за нас, еден од оние кога ние ја пишуваме нашата историја, изјави српскиот премиер Александар Вучиќ.
Американскиот државен секретар Џон Кери, кој е во посета на Москва, изјави денеска дека очекува вистински напредок во односите со земјата за време на разговорите со руското раководство за граѓанската војна во Сирија и имплементацијата на мировниот договор во Источна Украина. Кери пред средбата со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров истакна и дека светот остварува напредок кога моćните нации со долга историја меѓу себе имаат можност да пронајдат заеднички јазик. Според него двете земји се согласиле дека милитантската група Исламска држава е закана за сите и за секоја земја. 34 исламски држави предводени од Саудиска Арабија создадоа воена коалиција која ќе се бори против тероризмот. Турција, Либија, Јордан, Обединетите арапски емирати, Кувајт, Катар, Египет, Мароко, Јемен, Пакистан се дел од земјите кои се дел од коалицијата. Саудискиот министер за одбрана Мохамед Ибн Селман изјави дека коалицијата ќе се бори против секој вид тероризам, вклучително и исламистичкиот радикализам. Мировните преговори кои имаат за цел да се стави крај на крвавиот конфликт во Јемен започнаа денеска во Швајцарија. Портпаролот на Обединетите нации Ахмед Фавзи изјави дека консултациите започнале откако стапило на сила примерието за прекин на огнот во Јемен. Мировните преговори се одржуваат на непозната локација во Швајцарија. Повеќе од 5800 луѓе загинаа во конфликтот во Јемен. Американскиот војник Боу Баргдал, кој беше во заробеништво на афганистанските талибанци без малку 5 години, ќе биде изведен на судење пред Вишиот воен суд на САД под обвинение за дезертерство. Доколку биде прогласен за виновен, овој припадник на американските вооружени сили може да биде осуден на доживотен затвор. Претходно Бардал требаше да биде суден од понизок воен суд, каде можеше да му биде изречена максимална казна затвор од 10 години. Времето денес беше сончево со мала облачност. Утринските температури се движеа од -3 до 0 степени, а дневните од 2 до 9 степени. Според метеоролозите, утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност и посвежо. Ќе дува слаб до умерен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од -5 до 2 степени, а дневните од 4 до 9 степени. Временската прогноза беше последната содржина од денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.